гостин во Република ТВ професор доктор Ангелко Ѓурчев, национален координатор за астма. Тој ни доаѓа од клиниката за пулмологија и алергологија. Добар ден, професоре Ѓурчев. Добар ден, задоволство ми да гостувам во вашето студио. Мотото на годинишниот светски ден на астмата е вие може да ја контролирате астмата. Како се контролира една од најчестите хронични болести? Да, употребив еден убав израз контролира. Значи, на денешниот степен на развој на научната мисла во астмологијата, лекувањето на астмата не подразбира излекување, туку контролирање на една долгогодишна хронична болест која што започнува уште во детството. И мотото на денешниот овогодишниот светски ден на астмата е вие можете да ја контролирате вашата астма. Што тоа подразбира? Тоа подразбира еден систем на мерки кои што овозможуваат да се достигне тој терапијски идеал кај болните од астма, што се нарекува тотална контрола на болеста. А тотална контрола на болеста е достигната тогаш кога пациентот нема никакви симптоми. Живот без симптоми или симптом скор, како што велиме ние медицинарите, 0, 0. Понатаму никаков наод на прислушање на белите дробови и нормална белодробна функција. Тоа се три главни цели кои што треба да се достигнат во контролата на астматичната болест. Има и други цели, например да не се буди ноќе, во светскиот консензус за астма тие се добро елаборирани, набројани, меѓутоа ова се трите главни цели. Таму се подразбира нормална физичка активност, нели, во тие цели кои што треба да се достигнат, меѓутоа ако има нормална функција, ако нема симптоми, тоа значи дека е достигната индиректно таа тотална контрола на болеста. Така што во светот секоја година се прославува тој ден и представува една добра можност за промоција на националните антиастматични кампањи. Ние во Република Македонија тоа сме го започнали многу одамна, уште во доцните 80-ти и раните 90-ти години, така што сме далеку пред многу земји и на глобалната иницијатива за астмата, светска асоциација на сите земји во светот кои што се организирале за да пружат што подобра севкупна грижа за болните од астма. Македонија е во самиот центар на таа иницијатива, затоа што ќе можеме за тоа да зборуваме подоцна, представува навистина пример не само за регионот, туку и во светски рамки за тоа како е организирана таа служба која што е во интерес на пациентите и овозможува оптимална грижа за овие болни. Од која година се лекува астмата? Астмата се лекува практично од самото раѓање и пред тоа во тек на бременоста, затоа што во светските препораки постојат превентивни мерки кои што треба една жена, например, болна од астма, а е бремена, кој систем на мерки треба да ги применува за да може да роди здраво бебе. Грижата за болните бремени жени болни од астма започнува уште со самото пораѓање. Така што во една од своите книги јас имам на едно поглавје од 65-70 страници каде што е елаборирано комплетно тој систем на мерки кој што мора една бремена жена болна од астма да ги примени за да може да роди здраво бебе. Така што таму има многу насоки што смее да јаде, што не смее да јаде, понатаму како да ја контролира својата болест, колку често да оди на контрола гинеколошка и пулмолошка, кои лекови се дозволени во тек на бременоста, кои не се дозволени, кои храни се алергогени кои што таа жена од астма бремена треба да ги применува. Така што превенцијата на астматичната болест значи почнува уште интраутерино, би рекол поедноставно, и со самото раѓање. Во нашиот национален програм македонски, кој што е трет во свет, ние имаме набележано мерки кои што докторот треба да ги преземе во првото тромесечие од бременоста, во второто, во третото тромесечие, пред пораѓајот, во тек на пораѓајот и после пораѓајот. Заради тоа, заради таквиот пристап, ние имаме многу жени бремени, болни од астма,
кои што родиле и по 2, по 3, по 4, 5 деца. Сеќам една пациентка која што се вика Марија и која што има 5 деца и безбедно ги породи сите деца и покрај тоа што имаше тешка форма на астма која е тешка за контрола, меѓутоа ако е во добри раце, ако оптимално се контролира, ако прима соодветни лекови кои не се штетни и во оптимални дози, тогаш нема проблеми. Така што лекувањето, односно превенцијата почнува уште рано, а потоа продолжува и со самото пораѓање. Ако детето има симптоми, ја наследи болеста од своите најблиски, особено тоа е често кај еднојајчените близанци, 70-80% постои можност, ако мајката е болна, тие да заболат од астма, ако има алергични болести меѓу двата родители, без обзир дали е тоа астма или не. Исто така, можноста за појава на алергични болести и астма кај децата е 40 до 60%, значи, ако не се близанци. Како има алергични болести во кај дедото, бабата, значи подалечните роднини или блиски роднини се тоа сепак, меѓутоа од прво колено, тогаш можноста за наследување 30 до 50 до 60% спрема различни студии во светот. А во што се разликува астмата во детската возраст од онаа во адултното доба? Да, детската астма во принцип е во 90 до 95% од случаите алергична астма. А астмата кај возрастните е во поголем дел неалергична, неатопична болест, каде што инкриминиран алерген не се открива, додека кај децата уште во самиот почеток се справуваме, односно се студираме со една алергична астма која што има многу подраматичен ток, меѓутоа многу полесно се лекува, а додека кај интризничната, неалергичната астма, која што е почеста кај возрастните, лекувањето исто така е слично, меѓутоа се има своји карактеристики. Дозите кај децата се помали на оние превентивни лекови кои што спречуваат да не дојде до симптоми. Понатаму, палетата на лековите исто така мора да биде добро одмерена заради возраста на пациентите, заради нивниот подоснежен развој, заради тоа што ако ние дадеме големи дози на одредени лекови кај децата, тоа може да има одредени реперкусии. Затоа имаат граници на сигурност на дози на одредени лекови кај децата и кај возрастните. Јас тоа сум го елаборирам повеќе мои книги, така што тоа веќе е една етаблирана пракса. Дали нападите може да бидат предизвикани од алергија на храна? Да, во секој случај атопична индивидуа или индивидуа која што е склона на алергии, а склони кон алергии се 50% од популацијата на земјината топка. Тие ги нарекуваме атопичари или склони кон алергија, меѓутоа не сите заболуваат од алергични болести, во зависност од тоа каде се манифестираат, например дали на кожата, или пак на респираторниот систем, дигестивниот систем, таа агресија на околината врз човечкиот организам, всушност и дефиницијата на алергијата е дека тоа е реакција на организмот на агресијата на околината. И таа агресија е перманентна, особено во последниот век, затоа што многу нови технолошки процеси откриени, многу нови храни, многу нови вештачки производи, пластики и така натаму, нови субстанции, ново загадување на атмосферата, пробивање на озонската дупка и озонот паѓа на површината на земјата и оштетува дишните патишта, односно студокожата на дишните патишта, така што има една форма на астма која французите ја нарекуваат l'asthme par distance. Значи, кога имаме ингестија на одредена храна во дигестивниот тракт, и ако таа во одредени причини не се добро дигестира, не се обработи добро, а исто така ако има, например, холелитијаза или камења во жолчка, тоа може да биде тригер, поттикнувач на една астма на дистанца, така наречена, како едно жариште, еден тригер инфективен, или пак може тоа да биде исто ингестијата на одредена храна, која што е алергогена и во одредени ситуации при намален имунитет во организмот може да предизвика така наречена астма на дистанца. Како се класифицираат и како се манифестираат нападите? Да. Астмата е енигматска болест, бидејќи не се знае причината
се уште денеска зошто таа настанува, што е причината. Постојат повеќе теории за тоа, меѓутоа доминантна теорија е дека мора да постои генетски бекграунд, мора да постои атопија во фамилијата, и се повеќе и повеќе се размислува за астмата како наследна болест и во интеракција со она агресија на околината за која што зборувавме, доаѓа до клиничка експресија на астмата. Се повеќе постојат докази за тоа дека има промени и дефекти на одредени хромозоми, на одредени гени, тие се лоцирани и во светот се работи на тоа и постои една љубопитна возбуда во научниот свет, што ќе се случи на планот на разјаснувањето на таа голема енигма или мит што се нарекува астма. Сигурно дека овие истражувања предначат кај астматичарите и сите големи пробиви во алергологијата се направени токму на полето на истражувањето на астмата. Таа има разни форми. Јас сум присуствувал на многу конгреси, симпозиуми во светот, каде што насловите, например, на одредена сесија пленарна, каде што има 5-10 000 учесници, гласала, например, Million Faces of Asthma. Значи, 1000 лица на астмата. Таа навистина има 1000 лица и се манифестира на најразлични начини, кај секој пациент има своја астма, своји симптоми, свое време на појавување, своја тежина на болеста и затоа е таа интригантна болест, затоа што треба многу интердисциплинарно знаење за да може да се дизајнира оптимален тераписки план кај секој поединечен болен. За што се работи? Најчести симптоми, например, кај болните се јавува една така наречена аура, која подразбира гребење во грлото. После тоа се јавува една кашлица, во почетокот послава, потоа се посилна, поинтензивна, незапирлива и во тој период, ако искашта еден густ леплив секрет пациентот, ќе се смира и таа кашлица, ако не продолжува со свирење во градите, што е исто така еден доминантен симптом, и отежнато дишење, ако тој напад не се смирува. Значи, има разни алгоритми за секој степен стадиум на болеста. Имаме лесна форма на астма, имаме средна форма и тешка форма на астма, со одредени своји функционални карактеристики по кои што се препознава болеста и ние во нашиот национален план и програм тоа го имаме. Имаме добар водеж за нашите доктори од примарната и секундарната здравствена заштита, така што и држиме предавања во по сите градови во Република Македонија. Јас тоа го направив од 80-те и рани 90-те години, така што на тој план ние имаме еден огромен прогрес и сигурно резултати, затоа што немаме смртен случај веќе скоро 30 години на болен од астма. Така што, она што сакам да го нагласам, тоа е дека астмата покрај тоа што е алергична најчесто во детската возраст и 50% од пациентите возрастни имаат алергична, а 50% имаат неалергична астма. Астмата е атмосферска болест, заради тоа што при промена на време се интензивираат симптомите, особено кога е влажно времето, ако треба да падне дожд. Понатаму, исто така, во одредени временски периоди се интензивираат симптомите, особено кај сезонската астма, например, во пролет сега, ако е алергичен на трава, на дрва, на цвеќење, на полен и така натаму, додека пак интризличната, неалергична астма се јавува почесто во зима, поинтензивна е, а оние кои што се алергични на домашна прашина, поинтензивни симптоми имаат во тек на зимата, кога сме сите дома. Покрај тоа што е алергична, атмосферска болест, да кажам, во наводници, астмата е, покрај другото, и ноќна болест, и затоа кога се земаат податоци, анамнеза или историја на болеста, задолжително треба да се праша кога пациентот ги има тие тегови. Дали ги има навечер, доцна навечер, во тек на ноќта или рано наутро, така што одредени пациенти имаат тегови во 3 сата од ноќе, например. Некои имаат во 11 часот навечер, некои имаат рано наутро, кој ќе се развива за околу 6-7 часот. Значи, ова што зборувавме, секој болен има своја астма, своји симптоми, буквално е така. И тука има разни тераписки модалитети за оние кои што имаат ненадејни, катастрофални, тешки напади ноќе околу 3-4-5 часот. И докторот, специјалист и астмолог треба да
dizajnira i skreira takov optimalen terapijski plan koga ќе даде одредени лекови навечер, за да тие достигнат највисока концентрација во белите дробови и во крвта, токму, например, во 3 или 4 часот наутро, кога има тежок напад пациентот. И тогаш ќе биде оптимална, највисока концентрација на лекот во белодробното ткиво и ќе оневозможи нагло стеснување на дишните патишта, нагла хипоксемија, односно недостаток на киселот во организмот, кој што има за последица своји афекции на срцето, на мозокот. И тие кои што имаат такви напади ноќе, така наречени ненадејно катастрофални напади, ако падне функцијата за повеќе од 50%, се кандидати за нагла смрт во раните утиски часови. Ние тоа сме го напишале во нашиот македонски национален план и програм. Нашите доктори се добро едуцирани, особено во регионалните центри за астма, кои што ги имаме 20, за да пристапат соодветно во секоја ситуација, за да не дојде до катастрофални последици. И тоа може да служи сигурно на гордост на нашата струка, на уопште на македонското здравство, затоа што првите алгоритми за одредена болест, првите студии фармакокинетски, фармакодинамски за тие нови дисциплини во асмологијата, како што е хронобиологија, хронотерапија, хронооптимализација, хроноефикасност, се точно воведени во асмологијата од нас неколку ентузијасти кои што во тие времења нема општествена поддршка, се немаше средства во раните 90-ти години, меѓутоа ентузијазмот не недостасуваше и затоа резултатите се така убави како што денеска ние ги гледаме. Да, Македонија после Велика Британија и САД е трета држава која има национална програма за дијагностицирање, ја споменавте. Дали можете да ни кажете нешто повеќе за тоа? Да, навистина е задоволство да сега, после толку години, констатираме дека ние први во светот го сватевме значењето на унифицирани дијагностички и тераписки модалитети. Првиот национален план и програм беше инаугуриран во Велика Британија, па Соединетите Американски држави. Јас враќајќи се од Велика Британија и Соединетите Американски држави, каде што имав така една можност да присуствувам точно на инаугурацијата на овие два програма и си ставив во задача да го напишам и првиот македонски национален консензус за дијагноза и лекување на астма во Независна Република Македонија. Таков програм не донесе никој до тоа време и после тоа нити хирурзите, нити правниците, нити да кажам другите дисциплини. Значи го донесе клиниката за пулмологија и јас како национален координатор. И тоа на некој начин ни служи на чест, затоа што таа прва книга која беше подколовка за националниот консензус, зашто консензус ако сите се согласат со тоа, така што јас направив една монографија од 450 страници за да прво се обучат докторите наши, затоа што тоа беше една сива зона каде што имаше многу малку сознание во тоа време, а и немаше вакви информации на интернет, туку јас се уште имам плуски од тоа, носејќи огромни кофери на книги од таму, за да можам да ги анимирам докторите, да ги снабдам со литература, да ги придобијам, да напишам таа огромна монографија која што беше вовед во тој македонски национален консензус. И на тој начин практично во наводници ги заразивме цела една генерација на доктори да се бават со оваа проблематика. Потоа следува многу други чекори, како што е например отварањето на првиот центар за астма во Европа, на клиниката за пулмологија, каде што овој пациентите можеа да закажат во секое време преглед, оние кои што не се дијагностицирани и оние кои што се дијагностицирани да добијат оптимален тераписки план, да бидат направени одредени исследувања, да бидат перманентно мониторирани, да бидат едуцирани, што е најважно. Имавме тогаш многу убава една служба за едукација, каде што пациентот ќе влезе од една страна, после 2-3 соби ќе излезе од другата страна, комплетно едуциран, например, прегледан, направени сите дијагностички тестови и на крај имаме едукација, каде што, например, инхалацијската техника, имавме едни убави видео
проекции каде што Супермен демонстрира нели инхалацијска техника, како тоа најдобро треба пациентот да го прави, затоа што не е неважно дали пациентот ќе вметне 10, 50 или 60% од лекот во дишните патишта, односно во белите дробови. Така што тие пионерски чекори во тоа време ние ги направивме и бевме трети во свет. После тоа следуваат други програми, нели, и другите земји, од Франција, Германија, скандинавските земји, Финска, например, има убав програм. Меѓутоа, јас тврдам дека нашиот македонски во тоа време беше подобар и од американскиот и англискиот, затоа што ги собрав нивните искуства и некои почетни, нели, навестувања на други програми во светот, а исто така ги вклучив и сите нови дисциплини во асмологијата и ги имплементира во тој, нели, македонски национален консензус, така што после една долга подготовка, едукација на докторите, на медицинските сестри, на помошниот персонал кој што ќе работи заедно со докторите во регионалните центри за астма, ние, нели, направивме таква една служба која што денеска извонредно функционира. Имаме 20 регионални центри за астма. Немаме, нели, трошоци кои што пациентите понапред да ги правеа за да дојдат у Скопје, туку се, например, во Битола, Белес, Штип, каде што имаме регионални центри, тие се таму збринати. Јас као национален координатор и групата експерти од клиника за пулмологија сме ментори на одредени центри, каде што повремено еднаш или два пати месечно ги посетуваме, кај што имаат тешки, нејасни случаи, исто така помагаме. Така што таа служба функционира извонредно и затоа, велам, ние со гордост можеме после 20 или повеќе години да кажеме дека немаме смртен случај од астма, затоа што во таа цела стратегија најважно е пациентот да биде добро едуциран, во сите светски консензуси во македонскиот на прво место едукацијата на пациентот, нели, и инсистирање да се зема превентивен третман кој што ќе спречи да не доаѓа до напади, да не доаѓа до клиничка манифестацијата на астмата, да нема симптоми и да има нормална белодробна функција и живот достоен за човекот, затоа што на вистина пред 100 години и повеќе еден британски доктор Вилијам Услер ја дефинирал состојбата на пациентите од астмата со познатата синтагма астматичарите гушејќи се остаруваат. Таа синтагма од пред 100 години е променета во една нова, која што сега во светскиот консензус, нели, се вели дека вие можете да ја контролирате астмата, а јас ја претворам во една друга нова синтагма, тоа е дека астматичарите живеејќи нормално доживуваат длабока старост, зашто не и 100 години, што тоа го покажува и примерно со моите десетини и повеќе пациенти кои што веќе наближуваат кон 9-та и 10-та деценија. Професор Ѓурчев, јас ви благодарам за гостувањето во Република. Ми беше задоволство.